По рекламите време е за вестите. Црна статистика за безбедноста на патиштата на истокот. Само овој месец во сообраќајни несреќи загинаа 7 лица. Бројот на жртви годинава се искачи на 27, што е за 9 жртви повеќе од лани, кога за цела година беа регистрирани 18 загинати на подрачјето на СВР Штип. И денеска повреден пешак на улица. Станува збор за 55 годишна жена која се здоби со повреди во сообраќајна несреќа што се случила на улицата Брегалничка во приградската населба Балканска. Викендов во Штип на улицата Радански пат возач удри во 6 годишно дете. Се наоѓа на Скопска клиника. Безбедноста на пешаците е загрозена. Со втората национална стратегија за унапредување на безбедноста во патниот сообраќај, една од таргет групите со кои треба да се работи, тоа се категоријата на ранливи учесници во сообраќајот, меѓу кои спаѓаат и пешаците. Лани имавме преку 30 пешаци кои го загубија животот во сообраќајни незгоди, вели Зоран Јошевски, член на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Црна статистика за безбедноста на патиштата на истокот. Само овој месец загинаа 7 лица, бројот на жртви годинава се искачи на 27, што е за 9 жртви повеќе од лани, кога за цела година беа регистрирани 18 загинати на подрачјето на СВР Штип. Ке преработили свеста кај возачите по бројните апели на полицијата за почитување на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајните несреќи кои што се случија изминативе 3 дена на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип, во која загинаа 2 лица како пешаци, го потврдува фактот дека пешаците се најризична и најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот на патиштата. Затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено брзината на движење, бидејќи таа е една од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици. Последната жртва во сообраќајна незгода е 29 годишен кучанец. Викендов со возилото удри во дрво и сообраќајен знак од здобиените повреди почина во Кочанската болница. Кај Свети Николи и кај Крупиште беа прегазени пешаци. На патот кон Делчево загина семејство. Радовишенец загина на патот Штип Радовиш кај Клучката за Неготино. Болни и изнемоштени лица од Штип своето право на глас ќе го остварат во сабота на 28 октомври во своите домови и во останатите општински изборни комисии во регионот каде што има втори изборен круг се одлучува по апликациите за гласање за болните изнемоштени лица. Зголемен е бројот на болните изнемоштени лица кои во вториот круг на локалните избори на 28 октомври своето право на глас ќе го остварат во своите домови. Председателката на Општинската изборна комисија во Штип Сенка Андреева вели дека дополнително се пријавени 71 лице да гласаат во своите домови, но по вчерашната седница со лекар специјалист одобрени се 50 апликации. Вчера имавме состанок со доктор специјалист кој ги чита сите апликации поднесени за болни и немокни лица или лица кои им треба помош за да гласаат дома. Ни пријавија некаде околу 71 апликација, од кои 50 одобривме, 20 ги одбив. Така да со 88 од претходниот круг и сега со 50, значи некаде околу 138 или 140 апликации. Сепак во вториот изборен круг има и барање од членови на избирачките одбори да бидат иземени, односно да не учествуваат во спроведувањето на изборите на 29 октомври. Се појавија одредени, да речеме, барања, каде што во моментот, значи на целиот период, со одредени тешки скршеници, појава на некои здравствени проблеми или па букинг карти на летање и слично, значи се појавија мал домен, може да кажеме, на дел од избирачкиот одбор кај што бараат да се иземат. Членовите на Општинската изборна комисија одлуките за иземање на членовите на избирачките одбори треба да ги донесат во текот на денешниот ден. Во Брегалничкиот регион во општините Штип, Пробиштип, Карбинци, Зрновци, Чешиново, Блешево и Македонска Каменица на 28 октомври за избор на нов градоначалник ќе гласаат болните изнемоштени лица, а во недела 29 октомври е денот кога граѓаните од сите овие општини на своите избирачки места ќе може да го остварат своето право на глас.
Рибниот ресторан Воденица во Делчевско во собственост на синот на Илчо Захариев, Еди Воградба, обвини СДСМ на денешната пресконференција, покажувајќи документи издадени од Делчевската локална самоуправа. Тиот Захариев побара одговор на прашањето зошто не го испочитувал законот и во антикорупцијска комисија не пријавил никакви измени на својот и имотот на неговите деца. Од градоначалникот Илчо Захариев, СДСМ денес побара одговор на неколку прашања поврзани со рибниот ресторант Воденица, лотиран во Делчевско, кој е во собственост на синот на Захариев. На денешниот прес беа презентирани документи издадени од општина Делчево. Од документот издаден од општина Делчево, јасно се гледа дека само 43 квадрати е градежно земјиште, а дури 910 квадрати е нива. Во меѓувреме, нивата станала рибник и ресторан. И не само што рибникот нема градежна дозвола, нема ни куќата што се гради во собственост на синот на Илчо Захариев. Прашуваме, како досега општината и државата го игнорира овој факт и дозволува непречено работење на ресторанот? СДСМ ги повика УЈП, Градежната инспекција, Министерството за земјоделие, антикорупцијска и финансовата полиција да го разгледа случајот, бидејќи како што велат, во овој ресторант не се издавале фискални сметки. Дали, доколку не може да се докаже потекло на имотот и се докаже злоупотреба на службената должност, Илчо Захариев ке го врати незаконски стекнатиот имот на државата, а тој самиот ке поднесе одговорност. Дали донациите од околу 2 тони вино на општина Штип завршува во овој рибник Дивоградба? Во писмена форма одговор пристигна и од кабинетот на Захариев, во кое се вели: Во катастер и во Државната комисија за спречување на корупцијата е објавен имотот на секој функционер. Таму јасно стои дека во Делчевско Илчо Захариев има земјоделско земјиште, куќа со двор и шума, од кои дел се имот кој се води на име на моите деца и кој е стекнат по пат на наследство. Воденицата, која упорно ја представуваат како ресторан или рибник, е во собственост на семејството уште од 1934 година. Што се однесува до наводите за некакво вино од 2 тона, морам да кажам дека изминатите 4 години штипските винари овозможија нивното вино да биде дарувано на посетители, амбасадори, странски делегации или потенцијални инвеститори. Се вели во писмената реакција. Вечерва со почеток во 20 часот на градскиот плоштад Слобода во Штип. СДСМ ќе одржат уште еден митинг, каде што уште еднаш ќе биде презентиран кандидатот за градоначалник Благој Бочварски и неговата програма. Денес Бочварски пред штипската јавност презентираше мерки наменети за млади брачни парови. Имено сите кои што ќе сакаат да градат куќи до 150 метри квадратни ќе платат само половина од комуналните давачки. То секој млад брачен пар кој што ќе сака да изгради свој сопствен дом, свое живеалиште, куќа до 150 метри квадратни, да биде субвенционирани комуналиите за 50%. Тоа значи дека секој оној кој што ќе реши да формира свој сопствен дом, сопствена куќа до 150 метри квадратни, дека комунали ќе плати према општина Штип за само 75 метри квадратни. Оваа мерка е огромно големо олеснување за младите брачни парови во нашиот град. Битката во вториот круг ја бијам со целата влада на Заев, истакна на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Илчо Захариев. И од неговата партија денеска забележаа дека граѓаните трпат притисоци, уцени и закани. Оценка е дека ова е една од најниските изборни кампањи. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Штип Илчо Захариев на денешната пресконференција истакна дека битката во вториот изборен круг ја бие со целата влада на Зоран Заев, но и со дел од припадниците на СВР Штип, кои како што вели во неделата неосновано ги спречувале одлуките на Советот за реализирање на програма за изградба на пристапен пат на улицата Личка, за што имаат и одобренија информирани Државниот трудов инспекторат за ангажирање на работниците. Морам да кажам, додека цела влада шета низ Штип, место да си ги работите во Скопје,
државата ни пропаѓа, економијата ни пропаѓа. Вчера беше празник за сите во државата, беше државен празник. Господин Озаев, неговата министерка за труд и социјална политика не направија ништо да ги заштитат текстилните работници вчерашниот ден да биде празник и за нив. Тие работеа. Место да ги штитат и да ги спроведуваат законите, тие водат неверојатна кампања за моје рушење. Тие всушност најавија. Тие се дојдени во овој град да го слушат Захариев. Не сум знаел дека сум толку силен и не знаев дека Штип им е толку битен град да го добијат. Тогаш требаше се стават и прав, односно да стават добар градоначалник. Захариев забележа дека во овој момент граѓаните на Штип, но и членови на избирачки одбори трпат невидени притисоци и уцени од страна на СДСМ. Тоа не е случајно. Бидејќи знаат дека повеќе гласачи не може да добијат, бидејќи знаат дека изборите за нив се изгубени на 29-ти, тие вршат силен притисок врз избирачките одбори, што наведува дека имаат намера да вршат лажирање на овие избори. И на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН беше потенцирано дека во кампањата за вториот круг забележани се обструкции, подкуп, закани и уцени од нивните политички противници, обвинија за купување на глас по секоја цена, а оценија дека кампањата за овие локални избори беше една од најниските, со навреди кон нивниот кандидат. Поради тоа што деновиве ни Штип, од врата на врата, одат стотина анкетари, платени од СДС, за да извршат притисок врз локалното население. На граѓаните им посочуваме да не се плашат од наметнатиот притисок, да го искористат своето гласачко право и да застанат на страната на оној кој целиот свој живот и работа ги посвети за општо добро, за граѓаните на Штип и за цела Македонија. Во текот на денот пристигна и реакција од СДСМ, во која се вели Захариев да одговори зошто вработени од јавни предпријатија од градежни фирми се малтретираат да работат за партиски цели во изборна кампања. Овој човек повторно се однесува како општината да е негова приватна собственост, а луѓето дека ги плаќа од свој џеп. Граѓаните ги препознаваат злоупотребите на Илчо Захариев. Присуството на високите функционери од владата е јасен показател за поддршката и светлата иднина што ќе има Штип. Заедно ќе работиме, заедно ќе ги спроведуваме проектите. Пред предавањето на функцијата, досегашниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски оствари неформална средба со новиот градоначалник Николчо Илиев. Во кабинетот на градоначалникот Димитровски и Илиев разговараа за актуелните состојби во општината. Во присуство на медиумите на новиот градоначалник Николчо Илиев му беа представени раководителите на оделенијата и секторите со чија соработка Димитровски ја раководеше општината во изминативе 2 мандата. На средбата Илиев истакна дека почитува тимска работа, соработка, разговарање и договарање. Нема да биде едноставно затоа што очекувањата на граѓаните се големи, но и проблемите што постојат се големи. Пред нас се многу ангажмани, работи на кои заеднички треба да одговориме. Тешко и невозможно е да се реши се, но мора да го дадеме максимумот. Да имаме верба и доверба да градиме добра општина. Кочани да биде пристојно место за живење, рече Илиев. Среда на 25 октомври во 10 часот во салата на Советот на општина Кочани, Општинската изборна комисија ќе ги врачи уверенијата на новиот градоначалник и на членовите на Советот на општина Кочани за мандатот во наредните 4 години. Денес во Штипската библиотека се реализираше панел дискусија лице в лице со повратниците. Учесници, лицата повратници од странство кои бараат азил. Беше отворена изложба бегалци во сопствената земја. Проектот Лице в лице со повратниците од странство е заеднички на ГИС, на Асоциацијата за истражување и комуникација Паблик и на германската соработка. Проектот опфаќа реанимација на лицата повратници од странство, лица кои бараат азил. Ја опфаќаме нивната реинтеграција како еден од големите проблеми кои што се појавуваат овој период, особено по оние засилени бранови бегалци кои што одат од нашата земја во западните земји. Настанот се состои од панел дискусија на која што ќе се обратат повеќе панелисти од представници од различни институции, државни институции и секако граѓанските организации. Повратниците од странство се соочуваат со проблеми од сферите на социјала, здравство, право и образование.
Она што го имаме како податоци се дека недостасуваат услуги и во 5 сфери, односно во социјалната сфера, во здравствената сфера, од правниот аспект исто така тука се проблемите. Тука се проблемите и од образовната сфера, односно образованието на повратниците. А оно што сакав да го нагласам е дека на настанот има изложба, поставена изложба на постери, која што беше досега изложена во Скопје и во Струга. Продуцирана е во рамки на изданието на уличното списание Лице в лице, кое што Паблик исто така го издава, кое што се состои од 10 постери кои што го адресираат проблемот на повратниците и нивната реинтеграција. Штипското здружение за правата на ромите е дел од овој проект, но ова здружение континуирано работи со повратниците од странство. Нашата организација има за цел да се грижи за состојбата на повратниците во Република Македонија, како да пружа бесплатна правна помош, да ја развие свеста на повратниците за околу нивната реинтеграција, повторна интеграција во општеството, со цел да можат полесно да се вклучат повторно во образовниот систем, повторно во системот на вработување и така натака. Значи, нашата организација се грижи комплетно за состојбата на повратниците кои се баратели на азил во земјите на Европска унија. Шенеј Шекиров е повратник од странство, 26 месеци живеел во Германија. Овде се соочува со проблеми и вели прва прилика повторно ќе се враќа, бара азил. Перспективата не е таа што е таму и тука. Имате работа? Имав работа и тука, возев такси, али сега ми е блокирана сметката со 130.000 денара. Па ако добијам прва прилика, се враќам одма. Работа има колку сакаш, али не сметаат како безбедна земја, не ни дозволуваат уште. Има некој предлог сега се објавува од 1.1, али не е уште дефинитивно решено и таму. Во рамки на настанот лице в лице со повратниците од странство, панелистите во интерактивна комуникација со лицата кои бара азил, а беше отворена изложбата Бегалци во сопствената земја. Младите лекари стануваат дефицитарен кадар, повисоките плати и подобрите услови за многу лекари од Балканот да ги напуштат своите држави и барајќи подобра екзистенција да работат во некои од болниците во Западна Европа. Статистиката покажува дека годишно од Македонија се иселуваат околу 150 млади лекари, додека во Бугарија 60% од 100 лекари се над 55 годишна возраст. Излевањето на лекарскиот кадар во некоја од европските земји не е само проблем на Македонија. Со ваков проблем се соочува и соседна Бугарија. Статистиката покажува дека 60% од 100 лекари се над 55 годишна возраст. Болниците во Германија, Австрија или другите европски земји се најпривлечни за младите лекари. Това също е голям проблем, който съществува. Тоа е голем проблем со кој се соочуваме во Бугарија. Младите лекари кои дипломираа во Бугарија пред 2 години добиваа минимална плата, но сега Бугарскиот лекарски сојуз успеа да издействува младите лекари да добиваат една нормална плата, повисена од околу 900 лева или 450 евра. А истовремено може да се дообучуваат и специализираат. Балканските земји мора да изготват стратегија за да го задржат медицинскиот персонал, појаснуваат од регионалната лекарска комора на Бугарија. Создавањето на првиот здравствен кластер ќе овозможи да се стимулираат со европски пари. Един дълъг етап и период, който ние трябва да го извървиме. Станува збор за долг процес кој ние треба да го имплементираме, но треба да се започне од некаде. Јас сметам дека со формирањето на здравствениот кластер ќе се овозможи со европски пари да им помогнеме и да им покажеме на младите лекари дека тие можат да опстанат во својата држава и да бидат од полза. Неофицијално од 140 до 150 млади лекари секоја година ја напуштаат државата, барајќи подобра екзистенција во некоја од земјите од Западна Европа. Најголем дел од нив се и најдобрите студенти од државните факултети. Како причина за заминување се платите и условите за работа, а истражувањата на невладиниот сектор покажуваат дека студентите на медицински науки паралелно со студиите го изучуваат и германскиот јазик, што е доволен показател дека уште на студиите тие својата иднина ја гледаат во Европа.
Според проценките на експертите за животна средина, регионалната депонија што ќе се гради кај Светиниколското село Мечкуевци треба да почне со работа до 2023 година, а инвестицијата изнесува 46 милиони евра, грант од европските фондови за регионален развој. Од до година на терен започнува првата фаза од реализацијата на регионалната депонија за источниот и североисточниот регион. Тоа значи затворање на 7 општински и отстранување на 70 диви депонии. Нивното рекултивирање ќе чини околу 10,5 милиони евра. Во периодот, дури да ќе проработи идната регионална депонија, неколку депонии ќе останат оперативни. Тоа значи, еден дел од нив ќе биде конзервиран и затворен, меѓутоа на еден дел ќе се прима отпадот од оние општини каде што депониите ќе бидат затворени и тоа така ќе функционира до профункционирање на идната регионална депонија. После тоа и овие оперативни депонии ќе бидат целосно затворени и конзервирани. Во меѓувреме, ќе се формира единствено јавно предпријатие што ќе стопанисува со депонијата, а ќе се распиши и тендер за набавка на нови камиони и канти за селекција на отпадот. Во регионалната депонија што ќе се гради кај Светиниколското село Мечкуевци, ќе се рециклира дури 65% од ѓубрето собрано од 18 општини, според проценките. Депонијата треба да започне со работа во 2023 година. По целосното завршување ќе чини 46 милиони евра грант од Европската Унија преку програмата за регионален развој. Изградба на една инсталација за преработка на отпад во која што спаѓаат фабрика за механичко-биолошки третман, изградба на регионална депонија, пречистителна станица за отпадни води, изградба на 6 претоварни станици во регионите и значи тоа е затворање на овој целосен интегриран систем за управување со отпад. Но иако ќе се реши проблемот со отпадот, сите анализи покажуваат дека веројатно тоа ќе ги зголеми цените што ќе ги плаќаат граѓаните, но раководителите на проектот сметаат дека тие цени нема да бидат превисоки, бидејќи досегашните анализи покажале дека во некои општини граѓаните плаќаат скапо за комунални услуги што не ги добиваат. Дождот наговестува добра есенска сејдба по долготрајната суша. Во Штипска годинава ќе се посеат околу 7500 хектари со житни култури, од кои повеќе јачмен. Есенски сејдбени планови. Дождот засега им оди во прилог на житните култури кои земјоделците ги посеја или планираат да ги посеат на нивите. Во Штипско, според сејдбениот план, како што информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, ќе се обработат околу 7500 хектари. Оваа есен повеќе ќе се посее јачменот, кај кој годинава се жнееја подпросечни приноси. Лебното жито ќе биде застапено на 3500 хектари. Земјоделските експерти во контекст на се она нешто мина земјоделците последнава реколта, како една од најлошите во низата години, а како резултат на климатските промени, посочуваат дека е потребно целосно ревидирање на сејдбените планови во регионот. Неопходно ќе биде потребно да се изанализираат сите податоци од атмосферски, педолошки и другите фактори кои што влијат на сејдбените структури. Се разбере тука свој предонес треба да има и преработувачката индустрија и пазарите пред се, да видиме каде ќе настапиме со тоа производство за да можеме со успех да организираме земјоделско производство кој што ќе може да биде продадено на пазар. Во Штипско изминатово деноноќе наврнаа 30 литри дожд на метар квадратен. Врнежите ќе ја зголемат влагата што е неопходна за добра обработка на почвата со механизација и за никнење на житариците. Земјоделците реагираа на неквалитетното семе за сејдба, побараа контроли на увезеното семе. И покрај субвенционирањето по хектар за употреба на семенски материјал, интересот кај земјоделците е слаб, велат од Штипската подрачна единица за земјоделство. Утре во Центарот за култура Ацо Шопов во Штип во 19 часот за сите деца представа ќе реализира Митевски Горан, познат како магионичарот Марло. Здраво Штип, здраво деца, јас сум Митевски Горан, иначе магионичарот Марло. На 25-ти со почеток во 19 часот во Центарот за култура имате магично шоу. Шоуто кое беше играно во досега 17 градови, сега ќе се игра и во Штип. Така да, сите деца кои се слободни од 2 до 12 години, ве чекам таму на сцена. Ќе пробаме да си правиме интересни работи заедно со мене. Јас сум магионичарот Марло
А овие работи што ги видите сега се дел од представата што треба да бидат некаде. Само секунда, ово тука, најверојатно. Мислам дека беше и другото тука некаде. Кај мене само не сум баш толку многу си... Да подсетим уште еднаш. Утре, односно 25 во 19 часот, тоа е 7 часот поручекта, односно 19:00 во Центарот за култура Ацо Шопов. Така се викаше, Ацо Шопов. Да. Се гледаме таму. Кога ќе дојдете на сцената, ќе пробаме да направиме нешто вакво. Чекај, уште еднаш, само... Да. Не. Мислам дека вака беше. Пам парам пам 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 парам пам пам. Да, тоа беше моето мајично прстенче. А за другите интересни работи се гледам утре во 19 часот. Чао! Започна сезоната во женската Суперлига на Македонија. Одбојкарките на УГД Студент во првото коло во Струмица ја победија екипата на Македонија Макс. Женската одбојкарска лига на Македонија годинава ја сочинува 10 екипи, со што првенството станува поинтересно и повозбудливо. На стартот во првото коло одбојкарките на УГД Студент Штип настапија против тимот на Македонија Макс во Струмица и победија. Резултатот беше максимален 0:3 или по сетови 9:25, 4:25, 6:25 победа на штипските студентки. Во останатите седми од првото коло се постигнаа следните резултати. Планет Пелистер Волеј 3:0, Јанта Волеј Универзитет Тетово 1:3, Куманово Баникор 0:3, Македонија Макс УГД Студент 0:3 и Виктори Волеј Накуски Волеј 3:1. Во следното второ коло женската екипа на УГД Студент во Штип ќе се сретне со тимот на Виктори Волеј од Струмица. Тоа беше и последната информација која подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!